Почитувани, денес се започнува попишувањето на одделни категории на лица, онака како што е предвидена во методологијата. По скоро 19 години, државата спроведува попис согласно сите меѓународни стандарди и пракси на Евростат и Обединетите нации. Од денеска ќе се попишуваат лицата кои за време на пописот се наоѓаат во странство, во служба на армијата, во казнено-поправните и воспитно-поправните установи, лицата кои се на служба во дипломатско-конзуларните представништва на нашата земја и членовите на нивните семејства кои престојуваат со нив, како и лицата бездомници. Истовремено, од денес па до 21 април ќе се спроведе и само попишување на дијаспората, кој ќе се одвива електронски преку веб страницата на Државниот завод за статистика. Пописот е најважната и најголемата статистичка операција со која ќе се обезбедат податоци кои ја даваат основата за креирање на ефикасни јавни политики кои обезбедуваат економски раст и развој, искоренување на сиромаштијата, зголемување на еднаквоста меѓу граѓаните, рамномерен регион развој и поголема заштита на животната средина. Веќе се усвоени и здравствените протоколи, што значи дека процесот на попишување ќе се спроведе со мерки кои гарантираат заштита на здравјето на граѓаните и на попишувачите. Законот за попис и методологијата за неговото спроведување се во согласност со сите меѓународни стандарди кои се практикуваат низ целиот свет и тоа е потврдено од Евростат. Паѓаат во вода обвинувањата на ВМРО ДПМН дека законот бил лош и неевропски, дека методологијата била несоодветна. Собирањето на потписи за наводно одложување на пописот е само лош и неумесен партиски маркетинг. И затоа апелираме граѓаните да не подлегнуваат под лажните вести на ВМРО ДПМН и активно да се вклучат во пописот. Со учество во пописот, секој граѓанин ќе даде свој личен придонес кон подобра иднина за сите нас. Тоа е наша обврска кон државата, но и кон нас самите и кон нашата иднина. Ти благодарам.